Прво, јас би сакал да изразам жалење за тоа што се случи денеска во Министерството за здравство. Требаше да се видиме со господинот Тодоров во 12:30, меѓутоа се случи тоа што се случи. Многу сум среќен дека тој и целиот негов тим и луѓето што биле околу него се здрави, живи, добри, не се воопшто повредени. И примопредајата ќе ја направиме кога ќе бидат тие подготвени, ќе ми се јават и ќе одиме, не е проблем. Ја не сакам ни да инсистирам, ни да ги притискам. Кога ќе заврши целиот увид, целата процедура, ќе одидам таму и ќе се видиме, ќе поразговараме со господинот Тодоров. Сега, првата средба ја спланирав одма после практично превземањето на Министерството, кај што не се случи за жал, да дојдам во лекарската комора, практично да испратам една порака, со која што би сакал да кажам дека во здравствениот систем, кој што е проблем во целиот свет, основата и базата зошто постоиме ние како доктори се пациентите. И тие се пред се најбитното во здравството. Меѓутоа, во секој здравствен систем имате незадоволни пациенти ако имате незадоволни доктори. За жал, докторскиот еснав последните неколку години се осеќа како фрустрирана. Знаете, тоа беше дискусија подолг период, дека има закон за заштита на пациенти, нема закон за заштита на доктори. Дојдов во лекарската комора да им кажам дека стојам на располагање, дека веќе се договоривме еднаш месечно ќе имаме редовни средби, тоа ќе биде последниот петок во месецот. За тоа секогаш вие ќе бидете информирани. Практично проектите што ќе ги превземе Министерството за здравство секогаш ќе бидат во координација и со здруженијата на пациентите, кои ќе ги сретнам. Ја планирав денеска да ги викнам за понеделник, меѓутоа се случи ова, понеделник, вторник или среда, ќе ги покарам за да ги слушнам и нив и ќе се координираме, значи, тој триаголник Министерство за здравство, лекарска комора и здружение на пациенти нормално и отворени сме максимално за сите пациенти и за сите новинари кои што мислам дека вие сте многу битен елемент во целата приказна на здравството, бидејќи вие ќе ни овозможите да изградиме нов систем на меѓусебна доверба меѓу пациентите и лекарите, која што е основа и базамент за да имаме убав, квалитетен и нормално сите да бидат задоволни од здравствениот систем. Се она што се случуваше денес не би требало да се случува повторно така. Ние треба да сме држава во која владаат закони. Чест ми е да го поздравам нашиот нов министар, мојот почитуван колега, пред се доктор Таравари, што е овде наш гост у нашата заедничка куќа. Ние договоривме редовни средби, као што кажа он, договоривме идни чекори, одна што ќе го превземе Министерство за здравство со соработка со нас докторите, лекарска комора и сите доктори заедно, околу законите за здравствена заштита, околу законот за докторска дејност. Ние сме партнер у соработка за добробит на докторите и на пациентите пред се. Исто така јас и му кажав на нашиот министар дека ние ќе бидеме и критички расположени, меѓутоа повторно, не злонамерно, него навистина да постигнеме едно подобро ниво на здравствена заштита во Македонија. Дозволете и во моје име да му честитам првенствено на изборот на нашиот колега за министер, да му пожелувам успешна работа и плодна. Се надевам со многу помалу инциденти и несакани случувања во неговиот сектор и се разбере во нашиот сектор. Да го поздравам пораката он што денеска ја испрати кон целокупната здравствена фела за неговата поддршка со првата негова официјална посета како прв работен ден како министр за здравство во лекарска комора. Со неговата посета во неговата куќа тука во лекарска комора, он јасно ни стави до знаење на нас како ново раководство на лекарска комора, а и се вкупно на целокупната лекарска фела,
дека нашата соработка од денес па натаму ќе се развива, се надевам ќе вроди со успешен плод на меѓусебна соработка, градење на доверба која ја искаже министерот и се разбира за градење на еден подобар здравствен систем во корист првенствено на пациентите и потоа на задоволство на здравствените работници во целина во Република Македонија. Посакувам многу успех и добро здравје на министерот и да се надеваме дека ќе функционират многу добро трилатералата Министерство за здравство, Лекарска комора на Македонија и Фонд за здравствено осигурување. Уште еднаш да му се заблагодарам што најде време и дојде да не посети и разговаравме многу работи и се надевам дека ќе има нова клима, ќе работиме за доброто на докторите и се надевам дека ќе имаме успеси во нашата работа. Образование почна нели со укинување на екстерно веднаш уште првиот ден. Зашто ќе почне министерот за здравство уште првиот ден? Нели има многу барања од организации на пациенти, Лекарска комора минатата недела најави дека ќе бара нели промена на закони. Зашто? Значи прво ќе биде тоа што ќе ги консултирам моите од кабинетот правниците, прва работа ќе биде укинување на плаќање по учинок. Што значи нема да има систем на казнување на доктори, можеме да се договориме исто со Лекарска комора, евентуално ако можеме да најдеме начин каде што сите доктори ќе се плаќаат исто, меѓутоа да се мотивираат на некаков начин, тоа би било секоја клиника или секоја болница би ги мотивирал најдобрите доктори секој месец, со тоа што ќе ги укинеме овие пари ќе ги земеме од секојаш се проблем од кај ќе се наплатат, да се прекинат, јас сум за идејата, не ни требаат втори директори, може да бидат тие службеници кои што работат во администрација, во сите болници, зошто да имаме толкав куп на функционери кои што не прават ништо во здравствениот систем и тие нивни плати може да ги поделиме на тројца, четворица најдобри доктори во секоја клиника или во секоја болница. Немаме пари за луксус, значи ќе се однесуваме домакински, ќе бидеме транспарентни за се што се случува во клиниката, во Министерството за здравство. Уште една се повторам, отворени сме за вас во секој момент кога сакате да земете секакви информации. Јас дури после ќе ви додадам и бројот на шефот на кабинетот кој што ќе биде достапен 24/7. Директорот, извинете, ќе биде доктор? Оти до сега нели сме имали повеќето болници не мора да значи доктор, меѓутоа ние ќе работиме на две работи кои што се капитални, кои што бараат малце време. Првата работа е одма ќе започнеме со нов закон за здравствена заштита. Ова што е актуелно, никој не го разбира и не знае за што се работи. Тоа е надополнето 100 пати и не може да ги прати човек што се случува внатре. Затоа ќе работиме на добар закон кој што ќе биде долгорочен, кој што ќе биде во координација со сите релевантни фактори кои што играат улога во здравството. И втора работа ќе биде да направиме стратегија за здравството во Република Македонија, најмалку 10 годишна стратегија, која што ќе биде устав на здравството во Република Македонија. Тоа недостасуваше. Се надевам дека со експерти имаме полно здравствени работници кои што имаат искуство и во здравствен менеджмент, имаме и стручњаци во Лекарска комора, имаме, реков, и Сдруженија на пациенти, сите ќе седнеме, ќе разговараме и ќе направиме ваква стратегија која што ќе биде во добробит секогаш на пациентите, бидејќи не заборавајте, ние сме доктори, меѓутоа и пациенти, сите ние се лекуваме некаде и би сакале да имаме убаво, сигурно и кредибилно здравство. Годината вели може да прашање врска со последниот скандал што го стресе здравството, барањето на мито од страна на лекар кон пациенти, како е вие како министер за здравството, значи, со тој, дали тоа ќе биде еден од приоритетите? Сите доктори и сите медицински работници, ја мислам и сите професии кои што работат такви работи треба да се казнуваат безкомпромисно. Тргнувајќи од себе, па сите колеги, па сите сестри, реков сите здравствени, нема толеранција за корупција. Меѓутоа не сакам со тоа да генерализирам дека сите доктори се такви.
секаде во секој еснавска група има секакви луѓе. Така и тоа треба да се докаже, да се види дали е секако што е, и после тоа треба да се одговара без да имаме исклучок за некого. Така, само уште едно прашање, ако може во врска со новиот клинички центар, дали ќе почне ли работата со оглед на тоа што не имаше сомневања во јавноста? Јас не знам се уште што се случило, како се случило. Дозволете ми да видам внатре што има, како има, да развивам, да ги земам моите правни експерти, ќе ми кажат, и после тоа ќе ве свикам повторно во Министерството и ќе држам една пресконференција во која ќе ви известам со сите документи пред вас, ќе ви направам копии на вас и ќе кажам која ќе биде нашата одлука. Дали ќе го укинете интермедиалниот испит за студентите за специализација? Најверојатно да, меѓутоа дозволете ми и за тоа уште еднаш да консултирам и медицински факултет, да разговарам и со лекарската комора, оти имавме 30 минути и не го разговаравме тоа, меѓутоа ви тврдам дека ќе имам редовни средби и со медицински факултет и со лекарска комора, ќе се координираме, меѓутоа јас сум бил дел и како професор во тие испити и гледам дека Македонија се уште не е спремна да направи еден таков чекор. Подобро да биде јак државен испит, тука да се концентрираме убаво, да дадеме малце време да развиеме убаво јавно здравство, оти 90% од луѓето во Македонија е социјала и треба да имаме убаво јавно здравство. Секој криминал треба да биде казнет, али треба прво да биде докажан. Дајте да оставиме на институциите, официјалните институции на државата да го докажат криминалот ако постои. Не одобрувам взимање мито, не одобрувам ниту давање мито, се случувало и така и така. Ние секој ден работиме, имам долг работен стаж. Комората ќе си постапи онака како што си е законски, си има законски ингеренции кои ги има околу она што сите ги интересира од земање на лиценцата, али јас сепак би сочекала да судот си го каже своето, колегата е во притвор, али не е осуден. Не е осуден крив. Значи, комората постапува, значи комората постапува, значи според законските важечки законски акти и статутот на комората, после правосилна судска одлука. Да. Во секој случај етичката комисија која е во формирање ќе го разгледа случајот и може да донесе прелиминарна една одлука, но верувајте и вие знаете и информирани сте дека ова е една недела отстапување на функција на мене и на председателот. Со тоа да од кога ќе се оформи, се разбира не само овој случај последниот немил кој секако целата фела го осудува и било каков друг немил настан на здравствените работници ќе се осуди, но ќе се постапи според важечките законски регулативи и статутот на комората. Че ако ние бараме да имаме некаква дигнитет, мораме да одговориме на тој дигнитет. Секако. Ја планирам да продолжам да работам и како лекар. Јас сега не знам колку ќе имам време, меѓутоа еден ден неделно ќе се обидам да бидам со пациенти и да осетам како е да бидеш внатре во системот. Така да нема да речам сигурно еден ден неделно или 2 дена неделно или неколку часа неделно, меѓутоа сигурно ќе продолжам да работам како невролог. Тоа важи и законски, бесплатно е тоа и би сакал оти колку што имам од пациентите ми честита, толку имам и разочарани пациенти кои ме прашуваат каде ќе одиме сега докторе, така да им кажувам следната недела во среда сте добродојдени на неврофизиологија, ќе прегледувам пациенти.